Escapode. Добро вечер, драги гледачи. Со мене денеска Джек Николсон во уште едно издание на Студио 1 на темата мода. Сега, бидејќи живееме во една чудесна земја, чека да се фотографира Мара слика. Фала ти, Маро. Земја каде што сака да ми пукне мене душата, сакам земја каде што сите сакаат да се ги сликаат, да прават хоп и да се експонират. Јас сакам да ја викнам таа една што многу добро тоа го прави. Ајде, Дженифер, доаѓај. Толку само? Па сакав уште малку да ми попее, сакав да ми заради тоа што навистина живееме во земја каде што сите сакаат да се манекенки, сакаат да се сите квази старлети, па имаме за извоз тука естрадни потенцијални звезди, како да ги крстиме. Хајде, Дженифер, уште еднашка, молим те. Кажи како тоа се прави. In the club. Така е. Имаме стандардните рубрики. Скопските улици, имаме што се случуваше на Макфест. Мораме и денеска да го проследиме тоа, ќе го проследиме и утре и ќе видиме што се случува на Инстаграм. Нормално, каде што ќе ми пукне душата и ќе видиме што се случувало во светот. Одиме со Скопските улици. Ау, некој звони. Хало? Пак оваа Дженифер ми дојде. Одиме со Скопски улици. Многу добро улично издание. Госпогата супер искомбинирала комбинацијата, убаво бело палто, добар фустан, балетанки, сосема окей за поград. Ево вие малку како да избегале од нека пруга. Така изгледа. Како да чекале воз, па го пропуштиле возот, па одеднашка се нашле на улици. Да, некако таа е таа улична мода, ама они, драги гледачи, стварно како да избегале од нека автобуска постојка. Многу ми се допаѓа. Одлична модна комбинација, многу трендовска, тековна, супер е косата, супер е тоа карирано палто, јакна или кошула, одличен джинс, одлични чизмички, одлична торба. Браво! Следно. Госпогата изгледа одлично, одлично е стилизирана, не знам дали станува збор за фустан и сукња или станува збор за едно парче, како и да е, го носи тоа со една префинетост, со една елеганција во себе, одлични се подпетиците, секоја чест, браво за госпогата. Малку нејасна, малку можеби досадна модна комбинација. Дечкото е облечен скрос у црно, сосема окей. Кај госпогата или кај девојката белиот джакет ми се допаѓа, фармерките ми се допаѓаат, белите патики чинам доле има. Се во ред, не ми е јасен малку тој колор, ми прави некоја си мала конфузија на марамата. Ау, некој звони. Кој е? Ало? И мене не ми е јасно зошто така. Зошто таква марама ставила, вика Мерли Монро, ама која е? Значи, како што кажувам, доаѓа есенската мода, доаѓа зимо, ставате веќе детали, летно време ви беше веројатно поедноставно да изгледате по-кул и по-урбано. Сега, Анджелина Джоли демне, Мерли Монро демне, сите демнат. Демначките на страна, да видиме што се случуваше на Макфест. Епа, драги гледачи, ја имаме повторно Пепа. Пепа овој пат се потрудила многу повеќе, тоа се гледа за разлика од овие охридски трубадури, за Макфест се потрудила многу повеќе.
Мејкапот е одличен, не е нападен, не е агресивен, ми се допаѓа косата, дека е едноставна, дека е убаво изфенирана. Парче по парче, фустанот како фустан, чизмите како чизми. Може би и не е тоа се толку лошо, колку што е во моментот аут. Тие чизми беа интересни пред 2 години. Тогаш беа хит, тогаш беа мега тренд. Над колена, високи, со шнирање од напред. Чизмите над колена повторно се ин. Дали се над колена, дали се до бутови, високи чизми, тесни, се многу во тренд. Меѓутоа, овој дизајн на чизма беше интересен пред 2 години. Така да тука имаме задоцнета мода. А што е со туловите? Нека стои на линија. А што е со туловите? Што е со цветчињата? Што е со тука има на струкот едно плаво срце? Премногу детали, премногу елементи. Колку ќе изгледаше, може би се ова подобро да ги немаше тие детали, да беше едноставен црн фустан, па може би целиот тој тул, што мене не е дека лично ми смета, ќе изгледаше подобро. Меѓутоа, на неиза некако ова не стои. И јас би предложил она да не настапува веќе на сцена, него да си отвори продавница за завеси и за материјали. Тоа нека прави. Така, кој е сега? Хало? Да се запала за секогаш вакви фустани! Тоа сака да ви каже Анџелина Џоли. Не може вака, не може, драги гледачи, го имате моментот дека сте на естрада, дека сте сцена и истретирате ја и искористете сцената на вистински начин. Видете, отворете што е тековно, што соодветствува со вашиот изглед, консултирајте се со добар стилист. Не купувајте парчиња без разлика дали се поскапи или поевтини, кои на вас се нефункционални. Следно. Нема. Неколку пати сум ми рекол и у лице, и пред лице, и сум ја сретнал тука, и она повторно прави некаква грешка. Фустанот како фустан, посебно како парче, и не е толку лош. Меѓутоа на неизе и како ова изгледа. Фустанот стварно изгледа како постелнината на Хурем Султан. Никако не можам да остварам соработка со Хурем Султан, заради тоа што е љута што и ги злоупотребувате материјалите, и ги злоупотребувате бовчите, чеизот, све од Хурем Султан сте истргале и вие сте направиле халинетини од сатени, што се веат, што се влечат. Каде? На еден фестивал, кај што сте млади, кај што треба сте урбани, кај што треба сте кул, кај што треба да изгледате тековно, трендовски, треба да представите одреден изглед на публиката што ве гледа, вие излегувате во дизајн, во креација што не е за на фестивал, што не е... Не, едноставно, ова ќе пројде на друго место. На фестивал, на млада девојка, која треба се бави со урбана мода, тековно да ја третира модата. Ова ќе пројде кај повозрасна господја, ако е гостинка на фестивалот. Не. Пукај. Не можам, драги гледачи, не можам повторно моментот фустан да се облече. Фустан да се облече по секоја цена, да се биде пепелашка, да се биде принцеза, тоа да се влече, тоа да се кринолини, тоа да е полуневестински фустани. Зошто? Пак млада девојка. Преагресивен мејкап, многу нападна шминка, многу нападна коса, премногу е виткана. Не и се гледа никако нити израз на тело, нити младост, нити дека сака, нити некаква си желба за урбаност. Не е фустанот, повторно ќе кажам, толку лош. Повеќе или помалку и материјалот е интересен. Меѓутоа, зошто сакате да сте во некое си време кое веќе не постои? Овие фустани не се за вашите години, не се за вашата генерација и не изгледате добро. Овие фустани личат на јоргани, овие фустани се за невести, овие фустани се за се, само за на фестивал? Не. Кој звони? Хало? Па да, Бионсе гаси цигар од вакви фустани.
која светски изведувач, перформер, пејач, уметник естраден, сте го виделе да настапува у ваков фустан? Јас стварно не знам. Никад. Пак некој ме бара. Ало? And Emily? That's all. Еден поглед, милион зборови. Црно-бела комбинација, во која што не би требало да има утка. И добро е целиот тој минимален црн дел што она го носи, таа блуза, кошула, ролка, не знам зашто станува збор. Добри се црните панталони. Добро е белото сако, шминката е окей, косата е окей. Ама што е со чизмичкиве? Што вие со чизмичкиве на фестивал сте тргнале сите со чизмички? Како на фестивал, на сцена, одите со чизмички до надглушт. Значи, или ставете чизми кој што се ин, а што е за чизмички за шетање преку ден? Овие чизмички се за преку ден, не се за на фестивал. Зошто? Ве приметувам и вчера, и денеска, и сите, веројатно ви е модерно, ви е ин, така да ми е практично, да можам да си стојам и на сцена, да си цупкам, и да си одам бекстејдж, и после да разговарам со новинари, да ти биде практично, па си се качи на чизмички и се упропасти. На овој изглед, аут. Чизмичките се аут за на фестивал, за на сцена, чизмичките си ги носите по дома, чизмичките си ги носите по улица, на искачање во диско, по кафичи, на фестивал со чизмички, такви до глушт, не. И тоа ја упропастила целата модна комбинација. Што вие со чизмичкиве, стварно не ми е јасно. И ми пукне душата од чизмичкиве ваши. А шо ова сега? Ова Руслана да будем. На времето Руслана имаше, не знаете вие можеби помладите која е Руслана, имаше Руслана. Руслана за млади. Со тоа што да, чизмите се ин, многу е згодна, многу. Нема збор. Одлично тело. Меѓутоа се упропастила со костимот. Скроз. Тоа како ливчиња, светни, угасни, блинг моменти, малку да бидам Дженифер Лопез, малку да бидам Ариана Гранде, млада девојка. Ако више сакаш да имаш ваков настап и тоа да е, значи нека не изгледа тоа како да е прилепено и лошо направено и е аут. Па да јас да ти ја викнам Дженифер Лопез, па бар така изгледа. Е, така се прави. Лондон су Ибица. Така се прави, барем облечи едно такво одело, блинг, тие никогаш не се аут, тие се секогаш ин, и млада си, згодна си, изгледај така. Можеш да си го дозволиш тоа. Тие одела што ги носи Дженифер Лопез и што ги носат Бионсе сите, такви као хула-хопка на кој што има камења, тоа се уште се утренд, има модификации, варијанти, верзии на истите понови, такви, али ова не, а си можела да разнесеш со изглед заради тоа што си исклучително згодна. Да видиме уште една фотографија. Еве, овдека се трга. Ргао. Има сценски настап. И добро е што има сценски настап, меѓутоа во тој костим така ова не се прави. Повторно ќе кажам, како се прави овој сценски настап? Хајде, Дженифер Лопез, покажи ни. Така, ромбе-дам. Така, ете, тоа така треба да изгледа. Меѓутоа не знаете стар настап да го симнете и да го исценирате и да го направите да биде добро. Лош изглед, лоша модна комбинација, катастрофално. Ке продолжиме со Макфест утре, секако, нормално, заради тоа што имаме и уште изданија, и женски, машките не сум ги искоментирал, тоа ќе го видиме утре.
А сега да видиме што се случува по социјални медиуми, што се случува со оние што сакаат да излезат на сцена, што се случува со оние што сакаат да бидат манекенки, што се случува со тие што сакаат да бидат квази старлети, без оглед на нивните години, без оглед на расположението, без оглед на како тоа они го пласираат на социјалните медиуми. Воздух немам. Воздух немам. Зошто некој сака да се слика вака прекршен на врата? Зошто некој сака да се слика вака прекршен на вака? Еве, не, ја не можам толку да се прекршам, ќе ги откорнам микрофоните. Зошто некој сака вака да се слика со скршена кичма, у таква фустанче, со испржена коса, коса пржлосана, коса горена, не останало ништо што косата е петардирана. Али битно да се има вакво фустанче у некој си анимален принт, битно да се накршиме колку можеме, многу да се накршиме, до бол да се прекрши, пошто, нели, мора, тоа е тоа е тренд, да се стави тука некој розев кајш, Господе, сачувај, кој знае што е тоа што го има струк, а позади Гобленов. Што е со Гобленов позади, драги гледачи? Тоа ли е публиката? Веројатно настапува на Гобленот. Следна фотографија. Не, нема. Овие се тие најкатастрофалните модни комбинации. Вака ли во Европа, па ќе кажам, вака ли во 21. век, вака ли се облекувате, вака ли се сликате, со ваки ли хулахопки се оди со бисерен сјај, али битно у мини да се напикаме, битно во мини сукња да се напикаме, да се настегаме у најтесно нешто што може. Тоа косата што не е распадната, тоа шминката што е катастрофална, тоа што амбиентот е ужасен, тоа нема врска, нели? Битно мини сукња и хулахопки со бисерен сјај и чизми. Не се знае што е чизма, што е хулахопка, зашто све катастрофално. Ало. Знам зошто и се смее. И се смее заради венчето на глава. Заради тоа и се смее. Иста трака имаат. Ке ве молам, следна фотографија. Еве, повторно. Хоп, хоп, пан, чак, бум, буф, трас, да бидам готова манекенка, да позирам, папараци, фотографи, позната сум, си да ме гледаат. На кого позираш? На кого позираш? Ај што позираш? Ај што не е за позирање? Зошто си облечена вака, со наочари дома, сликана, со некоја си слика позај тебе, рака на врат, уста ми смрди под нос, наочари, јакна некоја, корсет, шорц, чизми, повторно некоја поза. Драги гледачи, нешто сериозно стварно не е во ред. Тука ај што седнала на столов, ај што е комбинација катастрофална, ај што личи дека е нашминкана со пигменти што не се за живи луѓе, има гуштери по цело лице од пигменти, такви неидентификувани тонови некој, ракава и е скршена на кук, лоша сукња, лоша мајца, ама шо, презборили по телефон? И се сликала ли? И со лоша коса, испржена, као да нема коса, изгорена, со лоша фотографија? Не. Некој ме бара. Ало? Така се прави тоа. Така се прави тоа. Кога више сакате да го направите тоа, ете Бионсе ќе ти се јави, ќе ти каже како следна фотографија. Ќе пукна. Нема. По секоја цена мора. Мора да се допреме до зид, мора да го пратиме трендот, иако не ни стои, иако не ни личи, иако е се тоа катастрофално, ние мора да го пратиме трендот, затоа што сме виделе по социјални медиуми или по други квази старлети манекенка да будем, дека ова е модерно. И морала и господјата не на една, на 100 фотографии да се слика у истата поза, а при тоа изгледа лошо. Лоши чевли, лоши чизми, лоши овие панталони, фармерки, лоша црвена блуза, а тепихов доле? Ајде, следно. Драги гледачи, дали она тука се видела самата себе и паднала во несвес, се скршила на земја и така останала? Дали, драги гледачи, она, вака, ја вака да се видам, веројатно
Оп, готово, отида. Так, она така. Еве ја. Така е. Вака ли? Јас не ни можам така да се наместам. Зошто да сака некој да се слика како да му е ногата вака скршена? Битно деколтето да се истори, битно да се стави глупост во глава, битно косата да е испржена. Косата мора да е многу испржена. Значи, коса вака стои и изгледа само ако е пржена у фритеза, у машина за перење ставана. Катастрофа. Не можам да станам се. Ајде. No, God! No, God, please, no! Ве мола. Си ги испрлев панталоните. Следно. Леле, нема крај! Она продолжува со пржара од коса, продолжува со тие пози, овдека со задникот се напикала некаде, не зна ни она сама каде е напикана, носи шушбоја на алишта, кои не стојат, кои не одговараат, лош мейкап, ке ми пукне душата! Менјај. Еве ги пак нема, драги гледачи, неа сите фотографии се вакви. Зошто некој сака да се нагура со задникот? Она е напикана помеѓу пролаз за врата. Она се подпрела на едниот зид на... Зошто? Господјо, девојко, што и да си, кој дел од ова, драги гледачи, не сваќате дека ова не е добро? Дека ова, ако не гледаат во свет или во Европа, они ќе мислат дека нешто сериозно не е во ред. Какви се овие модни комбинации, какви се овие пози, какви се тие радиоактивни чевли? Овие чевли треба да се запалат, ама ќе имаме загадување. Кој дека звони, ало? Лупнав масата. Некој звони. Која е сега пак? Вака се, па сака да ти покаже како се слика и како се прави. Он има 60 години, прва е што се соблакаше гола, прва е што се сликаше, леле, кога ја видам фотографијата, стварно ми да се стриша так да се напикам во ова и никогаш да не излезам повеќе. Следно. Тука вежба јога, зошто вака да се слика у пижами? Зошто вака ја кренала ногата у пижами и позира на кревет? Зошто ваква постелнина позади некои сликички наредени тамо, веројатно тоа и се фановите? И што е ова? Зошто вака некој да сака да се слика? И ова да го постира во социјален медиум? Патики, Рики, што има на нозете? Не се смее, кажи што има. Што? Топлинки. Топлинки за по дома. Топлинки за по дома. Она се облекла у пижамче кој што облакаат децата. Али тука се исчешљала. Али битно, она сака Мадона да биде ногата тука на врат да ја стави. Па не може вака, зошто, каде вака, па и уште се оваа фотографија постои во јавноста. Некој звони, ало? Убаво ти рече Бритни Спирс. Среќа што не се расплака, може да биде и поагресивна. Следно. Она љуби сама себе да се покажува и да се слика како што нити стои, нити ја одговара. Лоши фармерки, лоша мајца, лоша композиција на фотографија, се е мега лошо. Ништо тука не е ин, се е тотално аут, ово изглед е аут, ваков тип на фотографирање. Ова е се аут. Аут од и за мене веќе необјасниви причини. Кога е нешто аут, е аут. Следно. Дали е помеѓу две коли? Дали е помеѓу овакво, како се вика тоа, приколица? Да, на приколка. Она е седната на приколка, позади неја има ауто, на некој паркинг кога и дошло зорт. Тука, драги гледачи, зорт ја фатило дефинитивно. Тука ја фатило зорт за физиолошка потреба, или она го искористила моментот да се изфотографира и да направи поза. И било тука готово. Она мислела дека ова тука многу битно. Она мисли дека оваа фотографија е многу битна, вака да се слика на социјален медиум, вака да се клекне, вака да се намести како да и дошло зорт. Зорт ја фанало тука. Зорт ја фанало тука и ја чеша ногата. Па затоа, али морала да се изфотографира, умеѓу време, фанови, пошто многу има, сака да биде естрадна, она сака да пее, драги гледачи, она сака да настапи.
И пошто сака да е многу позната, сака да е многу популарна, имаме за извоз ние такви ликови, она тука, у филм веројатно дека папараци ја сликале. Кој звони? Ало? На кралицата и пукна душата. На кралицата од Снежана и пукна душата. А не е јасно зашто некој би си го направил тоа самиот на себе си. Едно, брука. Ова е веќе брука. Ова веќе со оваа фотографија покажуваме дека нешто не е во ред во ова општество. Зошто некој сака својот лик да го слика вака? Сите ние имаме лоши фотографии, поготово ако направиме некаква мимика или гримаса. Зошто да се сликаме вака? И ова е толку невкусно, толку неубаво, не во нашето, во било кое општество, да се сликаме со пари, со кеш во нашите, што, да мека гледајте колку имам. И ужас, страшно. Кој е? But the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't it? Да, он е управо вистината е дека нешто сериозно не е во ред во оваа земја. Следно. Теа, она е пак хоп. Она нема спас. Повторно е облечена во долен веш за невести. Невестите облакаат вакви, веројатно халинчиња, за да ги стегнат сопствените тела од оздола, меѓутоа она тоа го разбила со црвена радиоактивна чевла пластична, лош фустан, уште полоша поза, изгледа као прекршена бубачка. Као ние бубачки, некои богомолки, некои скакулци, кои ќе доживеат несреќа. Она така изгледа на оваа фотографија, со лоша фризура, лош мејкап, лоша поза. И повторно сакам да бидам манекенка, да бидам нешто блогерка, па со нога искршена вака наопачки, па вака. Готово да ја биде, а позади пердиња. Позади пердиња, завеси, кваки, катастрофа, врата отворена, затоа што сака доди после на балкон, тама настапува, претпоставувам. Кој звони? Ало? Така се прави тоа. Shake that. Што ми убаво вака која гледам оваа Дженифер Лопес, али што да гледам? Така, пуштете ме малку. Еди, Кире игра. Дојди, Кире. Јуху. Ова е гимнастика за навечер, драги гледачи. Па и како да не е гимнастика? Зошто си го правите самите за себе си ова? Не ми е јасно, заради тоа што местото каде што живееме, таа естетика, тој начин на фотографирање, не. Значи, иначе ме оставаат сам во студио. Само да ви кажам, како привршувам, еве го Иле доаѓа, Кире доаѓа, еве сите доаѓаат. Ќе ве кажам по име, сите. Еве сега се намести. Аплауз. Даце, добар си? Добар си, не, ведне глава дека го кажа во програм. Сега, видовме што се случува катастрофа на социјалните медиуми, видовме што се случува на Макфест, што се случува во светот. Го имаме Филип Плейн, вчера постираше некакво видео и за волја на вистината, дали гледате што има на раката? Дали држи патика, која што изгледа како да збори по телефон? Следна фотографија. Он на патиката ја користи како телефонска слушалка. Дали е некаква коинциденција? Не знаеме. Име следно. Дали Chanel Official има кампања со чевел на уво, папуча, што и да е, како збори по телефон? И после јас бев лудиот, што зборев на штикла, имаджинешнски. Chanel Official. Не знам. Не можам да тврдам ништо, дали е коинциденција упрашање или што и да е, меѓутоа гледам ова што го почнав јас пред неколку месеци дека се случува во светот. Некој звони. Кој е? Сега, јас сакам за денеска да ви се одјавам. Кој звони сега? Хало?
оваа Паме вика на чајанка, веројатно се најде увредена заради незиниот вокал, зашто Тамара подобри лежи вокалот на тој спот него ли на Бионсе. Сега ќе се разберам јас со Бионсе, а вас ќе ви посакам да имате убав остаток од вечерта со мене. Утре ќе видам како ќе се викам, се гледаме во уште едно издание на Студио 1 на темата мода, а сега следете нашата програма и мојата колешка Јана Јосифовска и нејзината една минута. Strike a pose.